Кои се ингеренциите на Советувалиштето за жртви на семено насилство во Струмица? Кои услуги се нудат и со каков капацитет располага? Синоќ се запознаа жените и девојките од ромско-турската заедница во Струмица. Координаторката за еднакви можности во Струмица, Нела Масалковска, децидна дека жените треба да знаат со какви социјални услуги располага општината за да ги искористат, а маргинализацијата да остане во минатото. И целта ни е да ги информираме дека во општина Струмица постои советувалиште за жени жртви на семено насилство, како и шелтер центарот за жени жртви на семено насилство. Општина Струмица максимално дава поддршка на Sky Plus во имплементацијата на активностите кои ги имаат. Кога станува збор за советувалиштето, значи ние како општина дадовме на располагање просторија во инкубаторот во општина Струмица, а се разбира од 2019 година го финансираме од сопствен буџет од општината шелтер центарот кој што дава услуги за згрижување на жени како и деца жртви на семено насилство. Советувалиштето работи под капата на Сдруженијето Sky Plus, кои како тим им овозможуваат на жените кои сакаат да излезат од насилството, да го напуштат или доколку веќе го напуштиле насилниот партнер, да ги надминат преживеаните трауми и да го променат начинот на живење. Веќе 2 месеци советувалиштето работи и е достапно за сите жени и девојчиња од Струмица и регионот. И наша најголема цел е да го облажиме ризикот од ескалирање на насилството и да го решиме проблемот. Психосоцијалните услуги кои ги нудиме бесплатно на жените и децата овозможуваме личните чувства и емоции да ги зајакнеме и да не дозволиме ризиците по здравиот и животот да се зголемат. Отворените денови нема да застанат само со една средба. Предвидени се низа вакви работилници не само со жени и девојки од Струмица, туку и од микрорегионот. Се со цел запознавање на жените со услугите, но и подигање на свеста. Досега 40 на индивидуални средби со жените на семено насилство се реализираа во советувалиштето, кое функционира 2 месеци. Дел од нив е излегнал од насилната средина, но поголемиот дел од нив се уште се во заедница со насилникот. Стручниот тим во советувалиштето е обучено и за работа со деца, кои директно или индиректно се жртви на семено насилство, што отвара широк диапазон на работа за спречување понатамошни трауми и девијации кај оваа млада популација.